Скопје 2 дена се тресе. Кога дрма бегате? Професоре, од што може ова да не штити? За продавање орда во јаздеса се. Ајде, нека остане... Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Што не ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во аргументи. Во последно време јавност има впечаток дека постои определен дуализам или паралелизам во работата на Министерството за внатрешни работи. Овој дуализам пред се произлегува од однесувањето на првите луѓе на Министерството, нивните несогласувања околу кадровските промени, се огледа во индивидуалните настапи во медиумите, во нивните посебни посети на определени региони во земјата и оценките за нивната безбедност. Дали за оваа видлива нетрпеливост има и поголеми, подлабоки несогласувања во работата на ова значено министерство, Министерството за внатрешни работи, ќе дознаеме вечерва од самите актери. Добро вечер за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добро вечер. Добро вечер за дополнителниот заменик за внатрешни работи Оливер Андонов. Добро вечер. Господин Спасовски, во ТВ Нова не сте биле од последниот пат кога бевте министер. Во ТВ Нова не сум бил од последниот пат од кога сте ме поканили. Добро. Првиот пат ме поканивте, сум тука, денеска ме поканивте уште еднаш, повторно сум тука и ќе бидам секогаш тука кога ќе ме поканите. Господин Андонов, вие не сте биле во дебата од кога не бевте министер. Но почесто од Спасовски, така? Па, веројатно нормално беше да почесто бидам присутен во медиумите, кога како универзитетски професор имав можеби малку повеќе слобода на јавниот настап. Сега мора малку некако другачие да се гледаат работите и има и некои можеби и објективни и субјективни причини. Добро. Господа, вашите функции и позиции се производ на политички договор, пред се на Пржинскиот договор, кој настана како обид за надминување на долготрајната политичка криза во Македонија и лаички гледано со тоа требаше да се стекне една доверба во работата на ова значено министерство, но она што јавноста го гледа не секогаш изгледа така, се чини дека постои некаков паралелизам, дуализам, како да го наречеме. Ајде, господине министер, со вас. Кој раководи со Министерството за внатрешни работи? Со Министерството за внатрешни работи раководи министерот и никој друг. Така пишува и во законот, во сите законски прописи, и тоа било секогаш така. Без разлика дали сме во владата на Република Македонија врз основа на политичкиот договор или ќе се избере влада врз основа на волјата на избирачите, односно на бројките во парламентот. Меѓутоа, и во оваа ситуација во која што се наоѓа Република Македонија, а за жал би рекол се наоѓа во една ваква ситуација, бидејќи ако имаше нормална ситуација во Република Македонија, немаше да има потреба да се прави ваква влада. Што ми имаме политички договор, на кој што политички договор се согласиле 4 политички лидери, и при тоа се дефинирало дека Министерството за внатрешни работи ќе биде остапено на опозицијата. Тоа е така и ќе биде така и понатаму, значи со Министерството за внатрешни работи, како и со секое друго министерство, раководи министерот. Господин Андонов, која е улогата тоаш на дополнителниот заменик министер? Гледам дека фала Богу, вечерва сме, господин Спасовски, заедно на телевизија. Мило ми е што можеме да се видиме вака, бидејќи цела недела назад се немаме видено да поразговараме, барем за стручните обврски во Министерството. И токму согласно вашата теза, дека секој мој јавен настап мора да го потврдам со ваше одобрување или со одобрувањето на кабинетот, вашиот кабинет кој треба да ми даде дозвола за настап, навистина ме радува што вечера сме заедно вака на ТВ Дуел, а колку што знам не ми дадовте одобрение за вечерва да бидам присутен овде. И дали тоа може би значи дека почнувате да го применувате законот за влада на кој и сега толку многу се повикавте, во кој јасно и децидно е кажано дека дополнителниот заменик министер рамноправно
учествува во работата на Министерството за внатрешни работи и ги остварува сите функции во истото. Јас знам дека се обидовте и вие, и не знам дали тоа беше политичка прагма ваша во конкретниот случај, да воведете цензура за мојата работа, но јас сум избран од Собранието на Република Македонија и согласно тоа одговарам пред премиерот, пред Собранието на Република Македонија и на тој начин за мене не важат оние процедури кои вие сакате да ги наметнете, а онаа што му го забранивте на оделот за стратешко планирање и комуникации со јавноста да имам логистичка подршка е веќе нешто сосема друго, кое не знам во што се може да задира и така натаму. Министерството за внатрешни работи, кое се наоѓа како и целата влада во Република Македонија, како привремена влада за спроведување на избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, се наоѓа во специфична позиција. Со Министерството, согласно Законот за влада, член 44, став 2 и став 3, заемно и рамноправно работат и раководат и двајцата. Односно, дополнителниот заменик министер учествува рамноправно со министерот во спроведување на работата на Министерството. Колку и да тоа звучи чудно, и сега јас знам дека господин Спасовски ќе се повика на една многу интересна приказна, која е повеќе флоскула отколку реалност, дали има двојно командување или нема двојно командување во Министерството. Реалноста е дека јас како дополнителен заменик министер во привремената влада, согласно Законот за влада, учествувам во работата и спроведувањето на функцијата на Министерството еднакво и рамноправно со привремениот министер. Дали така? Прво, сакам да кажам дека и на 24 вести бевте поканати на дебата и не барате согласна, само не дојдовте таму, избегнавте дебата. Јас сум и вечерва и секогаш кога ќе посакате да дебатираме тука. Тоа е прва работа. Втора работа, воопшто во ниту еден момент на никого не сум дал забрана за јавни настапи. Меѓутоа, сум упретил телеграма која што треба да го почитуваат вработените во Министерство за внатрешни работи во смисла на како и со кои информации се излегува во јавност. Ако тоа не ви е јасно, да го прочитате упатството за јавни настапи кое што го има донесено претходен министер кој што исто потекнува од вашата партија ВМРО ДПМН. Значи тие упатства треба да ги прочитате, да ги анализирате и ќе ви стане јасно дека не е можно на секој што ќе му текне во Министерство за внатрешни работи да излегува, да дава информации, да дава изјави и при тоа да бидат поставени на сајтот. Тоа е клучна работа. Втора работа. Вие сте дополнителен заменик министер врз основа на политичкиот договор. Значи не сте ни заменик министер, вие сте дополнителен заменик министер. Кој што учествува во остварувањето на работите во Министерство за внатрешни работи заемно и рамноправно. Ама не раководи. Значи учествува. И вие треба тоа добро да го разликувате што значи раководење со Министерството. Имате закон за органи на државна управа, имате закон за влада, имате советници, можете да седнете, да прочитате и да ви стане јасно дека раководењето е едно и единствено. И не може да раководат двајца со едно министерство. Раководи тој што е на врвот на пирамидата. Денеска е така, јас. И јас ќе раководам до 11 декември. Тоа е многу јасна работа. За сите други аспекти на учеството и за прашањата кои што се повезани со изборите, а се однесуваат на правни, финансиски и кадровски прашања, за тоа да, треба да учествувате и тука нема никаков проблем за секое прашање кое што се однесува на изборите, ќе си го земете делот од вашата улога. Значи според вас, извинувам, за кои работи Не според мене, тоа е според законот кој што е направен или донесен врз основа на политичкиот договор во кој што стои дека дополнителниот заменик министер ги подпишува актите заедно со министерот за внатрешни работи за прашања поврзани со изборите, а кои што се однесуваат на правни, финансиски и кадровски прашања. Добро, добро. Значи прво, јас не сум секој господин Спасовски, јас сум дополнителен заменик министер, како што и вие сте привремен министер во привремена влада и не можете да си земете премногу
ингеренции кои сакате да си ги земате. Второ, да не ја манипулираме јавноста, вие се повикувате на оваа телеграма од 6.9. Така? Значи, на оваа телеграма се повикувате на 6.9, која се однесува исклучиво на вработените во Министерството за внатрешни работи кои не се политички лица, односно не се именувани, односно избрани лица. Во согласно со тоа, оваа телеграма која и на пресот ја доставив и ја покажав на медиумите, така не класифицирана како што сте ја доставиле, велите потребно е да се врши исклучиво по претходна согласност од кабинетот на министерот за внатрешни работи, односно за секое јавен настап и евентуално секое организирање на настан од ваша страна на кој би сакале да присуствувате. Оваа покажува дека вие воведувате цензура. Таа цензура денеска му ја потврдивте на мојот шеф на кабинет со потписот на вашиот шеф на кабинет, кој децидно вели не за една банална работа, а се однесува на информација на сајтот на Министерството за внатрешни работи, која се однесува на мој настап во рамките на обука во стратешкото планирање, изведена во Центарот за обука Идризово. Ако ова не е цензура, тогаш навистина не знам што сметате за цензура и што сметате за ограничување. Јас и понатаму ве повикувам, како што добро знаете, дека заедно и рамноправно учествуваме во работата. Во однос на командувањето во Министерството, кое упорно сакате да го промовирате, значи јас како поранешен офицер на армијата, како поранешен припадник на полицијата, многу добро знам што е структура на командување, тоа не треба вие да ме учите секако. Можам да кажам дека јас нити побарав да учествувам во командување на некои работи, ниту сум издал изрични наредби за употреба на единици. Понатаму, од вас побарав да ги регулираме сите акти кои се однесуваат на двојното потпишување, а што вие не сакавте тоа да го направите. И повторно напоменувам, значи за употреба на единици немам издадено ниту една наредба, бидејќи знам на што ќе се повикате. Господин Андонов, прво да ви кажам, значи, многу е, како да ви кажам, ниско, многу е бедно, да човек кој што доаѓа од ВМРО ДПМН, која што воведе цензура во цела Република Македонија, да зборува дека некој му воведува цензура. Па видете, јас се повикувам на наредби и на упатства, не на наредба која што вие покажувате, туку на упатство како и на кој начин треба да се комуницира со јавноста. Ве молам уште еднаш прочитајте. Прочитајте за да ви бидат јасни работите кои што ги искажувате овде. Тоа е првата работа. И вие не сте било кој, вие сте дополнителен заменик министер. И тоа е така, јас не го спорам. Јас во ниту еден момент не сум привремен министер. Како што и Емил Димитриев не е привремен премиер. И јас сум министер за внатрешни работи и тој е премиер на Република Македонија. И за тоа немате никаков аргумент. Во моментот целата влада е привремена влада, господин Спасов. Таа влада е влада која што треба да ги организира изборите. Меѓутоа е влада која што е создадена врз основа на политичкиот договор и која што легитимитетот го црпе од пратениците во Собранието на Република Македонија, кои што се избрани врз основа на избори. Према тоа, многу е чиста и јасна оваа работа. И мислам дека кога се повикувате на цензура, подсетете се на она што им го правевте како политичка партија, на новинарите, на медиумските куќи, на затварањето на телевизии и на многу други работи кои што директно вашата политичка партија и вие како функционер од таа партија треба да сносите одговорност. Тоа е првата работа. Втора работа, викате дека не сте наредувале. Вие немате право. Не наредих употреба на единици, нема да манипулирате. Прво да ви кажам, значи прво вие не можете во ниту еден момент да носите било каква наредба во министерство, а не употреба на единици. Добро. И добро е тоа што сте биле припадники на полиција и на армија. И се требале барем да знаете што значи систем на командување. Очигледно дека имате проблеми со тоа. Не верувам. Не верувам. Значи, последна ваква ситуација во која што вие издавате наредба. Еве, наредувам и што треба да се прави до одреден одел. И гледај што наредувате вие.
Тоа покажува само за некоја ваша лична суета. Наредувам мојата биографија да се достави веднаш и да биде поставена на веб страната на Министерството за внатрешни работи. Токму така. Значи, тоа е баналност, Тоа е баналност која благодарение на вас доведе до покажување на некои цели кои ги имате во Министерството. Сакам да кажам пред целата македонска јавност. Во ниту еден момент вие немате право на наредба. Во ниту еден момент, и тоа го знаат сите, немате право да се заканувате на вработените како што го правите тоа и да ви поднесуваат службени белешки заради тоа што никаде не одговараат вработените во Министерството за внатрешни работи пред дополнителниот заменик министер. Према тоа, концентрирайте се на работите кои што ви стојат на располагање и само така можеме да имаме добра соработка и да имаме дискусија која што е полезна за работата на Министерството за внатрешни работи во наредниот период. И знаете дека на почетокот на работењето ние разговаравме за многу прашања. Вратата на мојот кабинет беше отворена секогаш за вас и за вашите членови од кабинетот. Меѓутоа, кога утврдив дека Оливер Андонов, тоа што го зборува Сабајле, не го знае попладне, тоа што ќе го вети денеска, го порекнува утре, Оливер Андонов дека треба за секоја работа да се консултира, па после тоа некој како ќе му каже дека треба да ги менува ставовите. Извинете, меѓутоа така не се работи. И така не може да се функционира. Посебно не во орган во кој што треба вака да функционира. Значи, господине Спасовски, ако одиме од тоа дека некој на некого се заканува, вие во вашиот предмет на известување, посебно до истиот тој одел до кој јас сум доставил наредба, бидејќи игнорирано беше моето барање и известување претходно до нив, вие им се заканувате со покренување на дисциплински постапки. Јас не им се заканувам. Вие наредувате да вашите, се извинувам на изразот во наводници, вашите поставени началници, кои ги поставивте против законито, не го дочекуваат дополнителниот заменик кога е во официјална посета на некој од секторите за внатрешни работи. И затоа сум побаро, и тоа не го кријам, службена белешка за објаснување зошто кога сум во функција во која сум, не сум дочекан. Не јас лично, како функција. Понатаму, вашата тенденција, која преку некои луѓе во оделот за односи со јавност ја имате направено, а се однесува на кратењето на мојата биографија, имаше за цел медиумска експлоатација за моја лична денунција. И токму така, може да се подсмевате колку што сакате, токму е така. Понатаму, навистина вратата, како што велите во минато време беше отворена, се додека вам ви одговараше тоа така да биде. Оливер Андонов ниту менува ставови, ниту не почитува закон. Нема ставови. Оливер Андонов беше со чист и јасен став од првиот ден кога седнавме. Прво и основно, Оливер Андонов не направи промена да влезе во кабинетот, да ја одземе деловодната книга и да направи промена на овластувањата на директорите во прв ден, без присуство на претходниот министер. Оливер Андонов отворено ви кажа дека ниту еден акт нема да потпише, а кој ќе биде против законит. И Оливер Андонов инсистираше на договарање со вас по однос на потпишување на сите акти и да се договориме кој ќе ода со двоен подпис, кој ќе ода ради технички причини со еден подпис, бидејќи има некои работи во Министерството кои сосема нормално мора да течат и немаат ни краткорочни ни долгорочни врски со изборите. Према тоа, продолжувате со истата тенденција да ја манипулирате македонската јавност. Да кажувате едно, па да кажувате друго, па не знам вака, па не знам така, малку е работата изместена, да ви кажам. Да разговараме на ниво на аргументи, така како што се вика денеска, како што се вика емисијата во која учествуваме. Токму на ниво на аргументи и еве, уште еден аргумент од мене. Ајде. Значи, каде што барам доследно почитување на обврските. Така? Понатаму. Ви укажувам за донесените решенија ваши. Понатаму, правам информација, не наредба,
Значи, таа една единствена наредба која сум ја пратил, да, токму така, не мора се подсмевате. Две наредби сте пратили. Таа наредба која сум ја испратил до тој господин, беше токму поради тоа Немате што право, упорно... ви кажам. Немате право да наредувате. Јас убаво ви укажувам на тоа, дека на јас- секое ваше попречување на нормалното функционирање и на моето функционирање, каде што отворено го кршите законот, јас имам право Немате право. да укажам на тоа. Не, да укажувате И можете, еве да повторно- наредувате не можете. Треба да ви биде јасно. Тоа што сум го дал на информирање на вас Овде, првенствено, гледате сега, да збориме, ако збориме на ниво на аргументи. Овде викате, наредувам. Да, точно така. Мојата биографија да се стави таму и таму. Затоа што Затоа вашиот шеф на кабинет вели не. Тоа е за денешен настан, ќе ви кажем Тоа е зашто за не. настан предходен, уште не Не, од не. денеска, него од предвадена. Јас ќе ви кажам зошто е тоа така. Не, вие можете Значи, што не, сакате сега да кажувате, Јас ќе ви да. кажам зошто е тоа така, аргумент за се да ви дадам. А зошто мојата биографија не е изменета, тука е оставена, да може да си поигрувате со неа во вашите Прво сакам да медиуми? ви кажам. Нели? Значи, еве зошто. Прво треба да знаете дека таа биографија сте си ја поставиле во времето додека бевте 14 часа министар за внатрешни работи. Апсолутно е точно. Не И е точно. тоа е првата работа. Втората работа, јас тие луѓе не ги донесов во делот, тие се луѓе кои што се од таму. Од делот за На кој вие Јавно наредувате и информирање. се заканувате дека На ќе кој што? покренете дисциплинска постапка против истите. Ве молам. Значи, јас наредувам и ќе наредувам, се додека сум министер, ќе наредувам. И секој кој што нема да ги подчитува законите и подзаконските акти, правилниците, упатствата, ќе укажам дека ќе поведам дисциплинска постапка против било кого. Освен Спасовски, Јас вие тоа- ги почитувате ли законите? Апсолутно. Аха. Јас тоа Добро. имам право, а вие немате такво право. Тоа е прва работа. Еве ви уште една наредба која имате дадено. Еве ви уште една наредба. До сите одели, во кој што замислите што наредувате. Секојдневно да ми се доставува копија од книга во која ги евидентирате влезни и излезни акти и документи за секој претходно изминат ден. Ова е кривично дело. И за тој што ви дава копии и што ги прави копиите, и за вас што ги земате секојдневно. Значи тоа е кривично дело кое што го правите. Господине И Спасовски, треба законот не апсолутно- обврзува да работиме заеднички. Не, законот И со обврзува. оглед на тоа, вие требаше мене да ме информирате за се, првенствено вие и вашиот кабинет, да добивам копии од вас, па потоа да барам и од подчинетите. Затоа се вели заедно и рамноправно учествуваат во работата. Вие тоа не го направивте. Во ниеден случај на мои ургенции се намолувавте да доставите најобични документи. И да се вратиме Добро. на тоа дека вие не ја спроведувате законската процедура и ја прекршивте со самото ваше подпишување на систематизацијата нова која ја подпишавте за дополнителни заменици каде што беше регулирана постапката, како и решенијата кои ги дадовте на началниците на оделите кои ги сменивте. Добро. Прво да ви кажам, никаде во закон, значи најдете ми член во закон во кој што стои дека јас треба да ви информирам вас. Значи вие имате право да барате документи од сите вработени во Министерството за внатрешни работи, кои што вие ќе цените дека треба да ги добиете. Па тогаш и тие што е проблем со наредбата која сум ја побарал? И тие документи, па не смеете да Кој е издавате кривично наредби. дело е Значи, тоа, не смеете да господине издавате Спасовски? наредби. Па како да им се обратам на вработените? Ве молам, молам, чекај, дајте ми молам, нема. значи, смирете се како малку. сте контрадикторни, Смирете се господин малку, Спасовски? смирете Смирен се сум малку јас, затоа што тотално треба сум смирен. да се разговара на ниво на аргументи. Па еве на ниво на аргументи Да давате разговараме. наредби. Добро. Да се копират деловодна книга. Да. И при тоа таа деловодна книга да ја објавувате во Курир Јас сум и во ја Нетпрес, апсолутно, па вие ја барате со документ. Добро. Значи штом вие ја барате, вие ја објавувате. Тоа е кривично дело. И за вас, и за тие кои што ви ја даваат и ви ја копираат секојдневно. И тоа треба да го знаат јавно луѓето. И затоа сум пратил вие сега телеграми се заканувате на луѓето Не, да не јас постапуваат само согласно укажувам. законот кој ги Јас ви укажувам на обврзува вас. да ме информираат за Сакам се. да ви кажам, значи Значи, јас ви господине Спасовски, ова е дел од онаа што сакате да го направите во делот на моје затварање во кабинетот и цензурирање. Ова е само доказ дека тоа го правите сакам да ви континуирано, кажам една господин работа. Спасовски, ништо прво, повеќе. Немам намера. Ма имате како Апсолутно немате, немам намера. ја спроведувате намерата. Ја немам намера. Јас да ви кажам, дури ваков како што сте, јас ве стимулирам што е можно повеќе да се движите и по министерство и по јавност. Тоа е добро за мене. И продолжете понатаму. Значи тоа е апсолутно не ве цензурирам, ве потикнувам.
Меѓутоа ви укажувам дека не смеете да ги наведувате луѓето направени на кривични дела. Од две причини. Господин Спасовски, вие направивте кривични дела. Прво заради Против тоа вас се водат кривични постапки, господин Прво Спасовски. заради тоа што тие луѓе не смеат да го кршат законот кој што се однесува за чување на архивската граѓа. Тоа е прва работа. И втора работа, заради тоа што вие не можете во ниту еден момент да покренувате било какви постапки кои што треба да Само ги за покренувате. подсетување, господин Спасовски. Повелете? Против вас се води кривична одговорност од 6 март 2016 година. Ви да ви кажам. Кривична одговорност која се однесува на непочитување на судска одлука. Истата судска одлука која ви забранува поставување на овој начин на началниците на сектори и другите раководни места во Министерството за внатрешни работи, односно ве обврзува да ја вратите состојбата претходна и која не сте ја испочитувале. Управниот суд подал кривична пријава против вас, господин Спасовски. Ве молам, кој не почитува закон. Прво треба да ги знаете фактите за да разговарате. Добра, еве, со факти разговараме. Еве со факти ќе разговараме. Ајде. Прво, Вашите аргументи да ги чуем. моите аргументи ќе ги чуете и тоа се аргументи кои што се валидни. Не нагаѓања, рекла казала. Не, ова се факти кои. Не, ова е рекла казала. Еве да ви кажам кои се факти. Ајде да слушаме Значи, вашите аргументи. фактите кои што ги наведувате вие дека не е почитувана времена мерка од управниот суд. Така? Правосилна? Апсолутно не се точни. Правосилна. Правосилна времена мерка. Апсолутно не се точни. Вториот факт, во таа времена мерка нема враќање во правобитна состојба. Туку стои времена мерка да не се преземат никакви действија. И трета работа, не ми поднел управниот суд на мене кривична пријава. Ми поднел поранешниот дополнителен заменик министар. И четврта работа која што треба да ја знаете, дека во управните спорови нема кривична постапка. Ма јас не реков дека се водела кривична постапка во управни спорови. Не. За непочитување на судска одлука вие поднесена кривична пријава, господин Спасовски. За тоа може да поднесете вие 1000 кривични пријави. И за тоа ќе одлучува судот тој што треба да одлучува. Секако. Меѓутоа, нели чувствувате дека е малку срамно пред македонската јавност вие да говорите за кривични пријави за криминалци, а потекнувате од партија во која што целиот партиски врв е осомничен и со кривични пријави и во кој што се водат постапки. Па ме молам. Кој има кривична пријава од ВМРО ДПМН, господине Спасовски? Или можеби ова е господинот Агрон Халими од Арачиново, со кого кој е правосилно осуден за трговија со дрога и одлежана затворска казна, со кого се сликавте во Арачиново. Или можеби ова е истиот тој човек Добро. со таткото на господинот Заев, Панче Заев и со Мухамед Зекири, сликан на вашиот конгрес. Добро. Треба уште нешто да покажам? Еве јас да ви кажам, да ви кажам во однос на криминалците, сега кога збориме за криминалци. Или можеби сакате за Чауш да позбудуваме малку? Зашто сакате да ќе збориме? Прва и основна работа. Таа слика што ја покажувате не е во Арачиново. Таа е во Бедиње, во Куманово со граѓани. Односно во Бедиње, да, можно. Не да е можно, така е. Значи прво треба да ги разберете аргументите. Другата е во Бедиње. Во Бедиње таа не е во Бедиње. Кој бил таму присутен, тоа воопшто не е важно. Тој се сликал со вас. Сакам да ви кажам. Тој се слика во ваши кабинети. Значи партискиот врв. Партискиот врв на ВМРО Па јас се сликам и со вашиот. Никаков доказ немате. Јас сум се сликал и со вашиот партиски врв. Утре и ќе вадите слика во која што ме покажувате со Јанкуловска, со Груевски и така натаму. Па не сум крив јас што се сликал. Да, вие се сликавте по службена должност, а овде дојдовте да се дружите со нив. Не сум се сликал. Да добиете поддршка, тоа се луѓето кои вас ве поддржуваат на терен, господине Спасовски. Отидов и разговарав со граѓаните и ќе одам и ќе разговарам со секој граѓанин на Република Македонија. Кои ве поддржуваат профилна луѓе кои кривична одговорност имаат за себе, кои одговарале. Вие немате кредибилитет да зборите за кривична одговорност. Ма имам во потполност, господин Спасовски, најдете еден документ за мене каде што имам јас кривична постапка позади мене. Вие имате кривична одговорност, јас ви кажувам, имате тужба. Вие сте се сликале, на ваш конгрес доаѓаат вакви луѓе, покажете ми една слика од ВМРО ДПМН, од просториите на ВМРО ДПМН, каде што Чауш е сликан внатре. Или разни чауши. Уште по-лоша работа. Од ВМРО ДПМН на конгресот, на главната маса ви седат осумничените. Нели? Да. Тоа по вашата... Да не збориме за осомничените во салата. Каде имате осомничени? Да не збориме... Против кого од нив е покрената кривична пријава? Покренати се и кривични пријави за одредени од нив. Кого има? Кажете ми конкретно. Информирајте се добро. Немој така да манипулирате. Повторно манипулирате се. Апсолутно. Закажани се... Имате прекрасен став
добиено од партијата и тоа очигледно ве мотивира и тоа ви е навика во партијата така да работите, да ги манипулирате граѓаните. И многу ги манипулирате. Пред 3 дена во вторникот излеговте со една изјава, односно во понеделникот, дека одреден број вработени во Министерството за внатрешни работи нема да добијат плата. Апсолутно. Истиот ден тие луѓе добија плата, господине Спасовски, зашто зборувате вие? Прво треба да Која манипулација ви е тоа? Еве сега ќе ви кажам. Дали може би ги делите и припадниците на Министерството на ваши и туги? Не. Па како не? Прво сакам да ви кажем една работа, за да знаете и подетално, значи вие сте тотално неинформиран човек ако сте дополнителен заменик. Невозможно, господин Спасовски, знам зарем дали е мислите невозможно. дека сум неинформиран, Тотално, нели? не неинформиран, Добро, вие сте господине. тотално неинформиран. Добро, господине Прво да Спасовски, ви кажам. очигледно дека сум неинформиран за криминалите на СДСМ, за разни чауши, Па криминалите на СДСМ за ги нема. партизација Треба да се на информирате. Министерството, нели? Така, само да ги чекай, да најдам стане. баш убавите фотографии, еве, например, со овој човек кој се вика Близнак, па исто така со истиот човек, повторно ќе ја замолам камерата да почне да прикажува, не да снима наопаку, нели? Истиот човек Близнак со вас, па потоа со... Опа, се извинувам. Ердоан Џаферовски, значи со сите. Како убаво знаете да се сликате, ова не е случајна средба, господине Спасовски, ова е пријателска преградка. Така изгледате. Да може би Видете, ВМРО да ДПМН не ви ги монтирало овие слики, господин Спасовски. Пријателските преградки барајте си ги кај Груевски, кај Мијалков, кај Јанкуловска. Видите, господине кај сите, Спасовски, јас си не ги се барате. срамам Значи, од Груевски, од Не, 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 Јанкуловска и од Мијалков. Тие Не. луѓе оставија вие големина во Македонија. Тоа вие се треба да гледа се со срамите. изградените објекти, со вложеното Видите да во кажам. државата, ако треба сакате за тоа да се срамите, зборуваме. зборувам и за тоа. Треба да се Нема срамите проблем, прво Спасовски. за она што и го направивте на Македонија. Кој тоа Треба го да се направи? Па вие како ВМРО ДПМН тоа го зборувам. Па Бранко ви беше Вие- на Конгрес Спасовски, Втора што работа. и направивте на Македонија од 92 година. Втора работа да ви кажам. Господине Не, Спасовски, втора ме работа да молам. ви кажам. Вие Па тотално погледнете го немате Куманово на информација. што личи. Вие сте Вие направи- имате тотална информација за Куманово на што личи Куманово. Денеска Куманово на што личи. Добро. Имате тотална информација. Ве молам, значи малку да имаме трпение да се сослушаме. Нема ако сакаме проблем. Е па да, значи не треба Ајде, да опаѓате повелете, и не треба добро, нервоза во добро. овој дел. Тајте Не, да нема дискутираме, нервоза, па не, каква да нервоза? дискутираме на ниво на Ајде, аргумент. повелете. Втора работа. Наскоро да направиме Имате- една мала пауза. Да, само да Вратам на докажам. аргумент, Да повелете. кажете, па аргументи ќе ќе направиме кажете. мала пауза реклама. Прво, тие вработени, кои што ги вработувавте на 2-3 дена, пред моето дање, има издадено согласност од Министерство за финанси, а не се пресметани во буџетот на Министерство за внатрешни работи. И тие не може да бидат, односно не може да земат плата. Јас само тоа го изјавив. Тоа е првата работа. Господин Спасовски, не манипулирајте со Втората работа. јавноста, упорно ви Не, кажувам. втората работа. И немојте да Вие манипулирате дека е подпишавте- нешто противправно направено. Вие подпишавте 41 договор за вработување за времето на ваше министерување од 14 часа. Тоа значи дека на секој час по 3 лица сте вработувале. Вие сте гениален за Гениален сум. за директор на Агенција за вработување И некаде не во се светот. срамам од Направите. тоа што сум го направил, Меѓутоа- а вие треба да се засрамите меѓутоа- од тоа што не ги реализиравте тие договори, бидејќи ги Вие не си блокиравте. ги реализиравте. Добро. Значи вие требало да бидете подготвени, спремни и Зашто како да се министер. подготвувам? Да знам дека Спасовски ќе долета од парламент и ќе одземе деловодната книга. Не, Па тоа е противправна работа. да знаеш дека после доаѓањето на нов министер, односно после давањето на свечената заклетва во собранието, ти не си веќе министер. Добро? И што толку. требаше да направиш? Значи, си требал да направиш што си правил до тогаш. Добро. Зошто не си ги направил тие работи? Тоа не треба кај мене да Вие даваш. ја спречивте Да запреме една- оделот за архива да го заврши тоа. Секогаш кога има Вие го нешто спречивте. незаконски, Па што а сакате што да е го направите, ќе незаконски ве тука спречам. кажете ми? Не, кажете ми Само- незаконитоста, се извинувам, луѓе што Добро, добро. Еве што е незаконско. Само Што не, е не, не, незаконско? мора да запреме. 41 решение кое што сте го подпишале за вработување, а ги заведувате на 5 септември. Тоа е незаконно. Вие не сте- Немојте, повторно Ве молам, манипулирате. Вие не сте министер. Ајде ги донесеме договорите. Повторно манипулирате. Значи договорите за вработување сте ги Точно ќе подпишале ги донесеме. и сте ги Ајде заведени. да зборуваме пред македонската јавност. Оставете ме аргумент. да докажам сега. Значи, Значи, не дали манипулирајте, договорите, зборувајте искрено. дали договорите се заведени на 5 септември? Дали договорите беа на 2 септември во архива? Не.
Не, Како не апсолутно. е точно. На 2 не е септември- точно, повторно молам, кажувате ве молам. невистини. На 2 септември. септември Барем беа во слушајте што архива, говорите. вие едноставно ја одземавте деловодната книга. Не е точно. Јас направив барање до архивата да документите кои се потпишани од мене на 2 септември бидат заведени затоа што вие ја одземавте деловодната книга и дури во понеделник на 5 почна да работи архивата. И факт е дека на 5 по мое барање документите кои беа потпишани на 2 се заведоа. Прво да ви кажам. И да ви кажам нешто, нема ништо спорно во тие вработувања. Вработувањата се сосема легални и немојте да ширите дезинформации. Сакам да ви кажам меѓу една јавноста. работа. Значи слушате ме сега, ако сакате да се чуете. Не, вас да ме слушате, четири- ја себе се слушам што Да, да, да. После ова да Направивте 41 договор. Кој што не сте ги потпишале. После моето доаѓање во Министерство за внатрешни работи по 4:15 кога влегов, во одделот за правни и човечки ресурси беа 41 договор кои што ми ги донесоа кај мене непотпишани. Веднаш после сознанието дека јас ги барам, ги побаравте да ви бидат доставени во кабинетот. Ви ги доставија. Сте ги потпишале, меѓутоа не можевте да ги заведете заради тоа што после моето доаѓање внатре, вие не можете Господине да заведувате документи во архива. Господине И ги Спасовски, заведувате јас не бев на во 5. министерството вие кога дојдовте. Како сум можел да побарам да ми ги донесат во кабинет, Преку господине кабинетот, Спасовски? преку Како? вашиот шеф на кабинет. Ама немојте ве молам, како? Апсолутно е како така. може да измислувате мојот шеф на кабинет нема побарано ништо да се донесе од архива? Има, јас имам и писмо од Добро. одделот за човечки ресурси. Толку сакам да го видам тоа писмо, кој ве информирал така? Спасовски, значи 30 секунди реклами, а потоа ви ги оставам времето вам. Немо, само 30 секунди малку да имаме обврска спремна. Почитувани гледачи, моите вечерашни гости ми се чини најмногу го оправдуваат насловот на оваа емисија, повикувајќи се на аргументи. Значи, не случајно сум го одбрал овој наслов за една ваква емисија. Ќе го оставам просторот ним, немам многу да ги задржувам со мои прашања, бидејќи гледам дека диалогот добро се одвива. Но за старт, за да можам да одработам платата, ќе продолжам со едно прашање заради кое што го најавивме и за кое што ми се чини најмногу се полемизираше во јавноста, а тоа се назначувањата, кадровските промени во Министерството, господин Спасовски, и настојувањата тие да не се случат или да се случат на друг начин на кој што не се согласувате како тие треба да се одвиваат. Добро, и јас дадов објаснување во јавноста. Зошто инсистиравте на толков број на промени, а зошто вие да речеме... Прво, јас не инсистирам на толка број на промени. Тоа Се го договоривте, направија, да. ве молам, тоа го направија партиските лидери, меѓу кои Груевски, да бидат 15 позиции. Зошто? Значи, Суштината, мислам. Таква е Са направена. бројката е релевантна, Видете може сега, 5, може 15. Значи, направена проценката дека тој што ќе биде министер од опозицијата треба да има минимум некој тим со кој што може да работи и се одобрени да се сменат 15 раководни позиции и 10% хоризонтални поместувања како просек земен во 2013 и 2014 година колку што се поместени. Јас имам промена на 11 такви позиции, тоа е договор кој што бил постигнат од политичките субјекти, просто тоа е така. Јас разбирам дека никој, знаете, никој неќе да ги губи позициите кои што ги има и тоа е логично. Тоа е нормално. И тоа прашање или таа дилема требале да се ја расчистат во ВМРО-ДПМН во моментот кога се согласиле да го отстапат Министерство за внатрешни работи и дополнително кога се согласиле дека ќе овозможат на министерот 15 позиции да промени. Тоа е нужна, дали е потребна недоверба, департизација, мислам, со која е суштината на тоа? Еве која е суштината. Дали има некој друг бекграунд? Вие мислите дека ако имаме нормална ситуација во државата, ќе си имавме и нормална влада, немаше да се прават политички преговори. Што ме седнато да има политички преговори? Вонредна е состојбата во државата. И према тоа не може да станува збор за никаква доверба, заради тоа што ова Министерство за внатрешни работи е до крајна мера непрофесионално, партизирано и криминализирано. И за тоа треба сериозно, тоа не се мои констатации. Вие слушавте од снимките како и на кој начин се однесувале луѓето во Министерство за внатрешни работи. Ја слушавте Гордана Јанкуловска кај што вика МВР го направивме МВР. Ја слушавте кај што вика едната сала е штаб на ВМРО-ДПМН, во другата сала ги пречекувам амбасадорите. Слушавте како и вика на
помошник министерот за внатрешна контрола дека тие лица се отидени во Охрид, малку ни треба такви насилни типови да помогнат во локалните избори, немој да покренувате никакви поставки против нив. Бевте сведоци на многу други активности, према тоа таа недоверба која што ја има и што е факт, тука нема дилема, беше да преку тој политички договор се постигнат 15 позиции и тоа е Кадите во моментот... што ги одбравте, што ги поставивте, се непартиски, се стручни и дали се од внатре? Значи, кадрите се апсолутно непартиски, не се членови на партијата, тие се однатре долгогодишни работници во Министерството за внатрешни работи, најголемиот дел магистри, доктори на науки, кои што беа фрлени некаде низ Република Македонија. Имам и во кабинетот луѓе кои што биле началници на одели, па ги спуштиле на помлади инспектори, а замислете се наоѓаат на неколку месеци пред пензија и така натаму. Така да, луѓето кои што се таму се пред се професионалци, затоа што има еден огромен дел на луѓе внатре во Министерството за внатрешни работи кои што се професионалци, кои што си ја сакат професијата, кои што сакат да работат нормално, меѓутоа има и многу такви кои што исполнуваат исклучиво партиски интереси. Од тој аспект е постигната таква согласност, договор помеѓу политичките лидери и на основа на тоа се направија и тие промени. Андонов, кадите кои се сменети беа професионалци, беа партиски Значи, приврзани? сакам И малку да се вратам на зошто не го почетокот, зошто прифаќате она 15? Ќе дојдам до тоа, господин Николовски, само да го дадам мојот коментар зошто тие 15 во еден дел. Да, во право е Спасовски кога вели рамка на политички договор. И тука нема збор. И во тој контекст никој во ВМРО ДПМН нема дилема околу овие 15 промени по вертикала. Но законот е многу јасен и вели 15 по вертикала согласно закон и не вели согласно овој закон, законот за влада на кој вие се повикувате, туку согласно законот за внатрешни работи, кој е всушност стручен закон во рамките на Министерството по кој треба да постапувате по однос на вертикалните промени. И тука нема никаква дилема. За мене, Согласно закон. согласно закон. Кој закон? Законот за внатрешни работи. Или законот за полиција. Добро. Во кој има систем на кариера. И во кој јасно е кажано колку може нагору, колку може надолу да се оди во напредувањето. Не и се. Сите 11 промени кои ги направи Спасовски не се проблематични од аспект на Законот за внатрешни работи. Проблематични се во однос на тоа што се однесуваат на изборите директно, бидејќи имаат таква улога и затоа и се менуваат, и самите тоа го перципиравте како такво и го кажавте. И тука требаше да оди систематизацијата и овие поставувања со 2 подписи. И јас тука немав никаква дилема. Јас реков, ќе ги подпишам, се што е согласно закон ќе подпишам. И во тој аспект само едно од решенијата беше во согласност со закон. Останатите 10 се проблематични. Не ве разбрав само дали овие се согласно закон за внатрешни работи или не се? Решенијата. По вертикала. Од 11? Рековте дека не се спорни, дека се по закон за внатрешни работи окей, него се спорни заради тоа што биле за избори. Немојте да ме манипулирате, ве молам. Еве ќе се вратам, еве ќе се вратам назад, уште еднаш да ви повторам. Ајде, Значи, разберам само јас и јавност. Еве разберете. Ајде. Значи само едно решение не е спорно по закон за внатрешни работи. Добро. Останатите 10 ви се спорни по закон за внатрешни работи. А сите 11 се спорни по законот за влада, каде што треба и јас со свој подпис да ги потврдам. И јас тоа од самиот почеток неколку пати ви го кажав и еве повторно се обидувате да манипулирате со јавноста со тоа јас што кажувам и каков став имам. Само ве прашувам да се Еве, се доизјаснив, многу убаво се Океј, ве разбрав. И сега, во тие 10, според мене, спорни решенија по законот за внатрешни работи, имаме поместување од 12 места. Некој треба да објасни како е возможно во системот за кариера да се скока 12 места, кога се работи, нели, за непартиски кадри, кои за волја на вистината
еве како изгледаат на трибина на СДСМ, па еве повторно да покажам како изгледаат на трибина на СДСМ, вака за ваше подсетување, нели, да не заборавите. Добро. Понатаму како изгледаат на конгрес на СДСМ, господинот Рефик Черими, Тој не е нити во организиран криминал. Човекот нити Не, именуван, нити професионалците, разрешен. убаво кажувам, кадрите кои се професионални во Не, МВР, нели? те прашам. Понатаму, сакате само за именуваните? Да говориме за Еве ги. именување. Да. Господинот Кирил Митич, господинот Драган Симоновски, Добро. нели? Така, професионалците во МВР. Добро. Господинот Горан Трајановски, Добро. така, Добро. нели? И имам уште некој овде од професионалците на МВР кои учествуваат на конгресот и да се вратам на онаа што велите вие дека биле фрлени на маргините за да ви малку отворам простор за дебата, нели? Нема проблем. Во времето на СДСМ во 2004 година јас бев распореден во гранична полициска станица Маркова Нога. Сосема професионално од Куманово да одам во Маркова Нога на работа, тоа беше одлична професионална идеја на СДСМ. За да не доаѓа до такви работи, а тие луѓе потоа беа распоредени по законот кој СДСМ го беше донел, и за да не доаѓа до такви работи да луѓето се шетаат наваму натаму и да нема систем за кариера, токму владата на Груевски донесе закон, предложи, а собранието го донесе, законот за внатрешни работи со систем за кариера, каде што може по едно место до 2 места во текот на годината да се напредува. И зашто зборувате? 12 места, господине Спасовски? Прво, еве да ви кажам, исто на ниво на аргументи, нели? Зашто зборувам? Како господин Спасовски? Прво, јас за она што го кажувам дека тие луѓе се професионалци. Факт е дека најголемиот дел, или како вие милувате да ги нарекувате пензионерите си ги собрал околу тебе, за Кире Митич, за Живко и така натаму, за Љубица. Кој не знаев дека е пензионер? Па не, ниеден не е пензионер. Едно знаев за Кирил Митич, кога го спомнавте човекот веќе дека има продолжено. Сакам да ви кажам дека ниту еден не е пензионер, ама сам со многу години стаж во полиција. Добро. Сите се криминалисти. Кирил Митич е доктор По безбедност. на науки. По безбедност. И Кирил Митич беше фрлен во ПС Бутел како обичен инспектор. Не е точно како самостоен инспектор Како во имотни обичен деликти, инспектор. господине Спасовски. Живко Темелковски, Добро. од раководител на одел по вашиот систем на кариера, Кога тоа? до пред година дена беше помлад инспектор, а сега е инспектор. Значи, повторно неточна информација, морам да говорам. ги проверите. Главен, ги проверив. Не сте ги Главен проверили. инспектор ги проверив. Не сте ги Сега, проверили. за жал, видите, Живко не е требаше тоа. да понесат, да ги понесат. Па еве со аргументи. Зошто не си ги понел документите? Еве зошто вие не ги понесовте? А Јас ги знам на памет работите. Па јас на памет ги Па знам, не ги затоа и не ги знаете, затоа ви земам. кажам, Еве не ги утре ќе ви прва потврдам работа. и ќе ги лиферувам во јавност Втората работа. тие показатели, Втора да работа. видите како изгледат. Втората работа, во однос на законот за влада. Не, ајде вратете се, те молам, на 12 распоредувања, на 12 места. Ама за нив зборам јас? Станете се? Ајде, повелете. Значи, распоредувањата се врз основа на законот на измени и дополнување на закон за влада. И таму сме преговарале помеѓу политичките субјекти. Така? Јас учествував во преговорите и бев дел од тимот кој што преговараше. И разговаравме за измени и дополнување на законот за влада, а не разговаравме за измени и дополнување на закон за внатрешни или закон за полиција. Тоа е прва работа. Втора работа. Во однос на распоредувањата, рековте дека сме правеле многу договори, ама на крајот не сме успеале да се договориме. Не сме успеале да се договориме затоа што вие сакате да правите нов политички договор и да се предоговарате. Кој ние? Па ти, лично. А јас, на мене И, мислите? да, на вас. Аха. Лично на вас. А како тоа јас реков дека сакам да правам нов политички договор? Зошто инсинуирате упорно? Еве зошто. Затоа што И пак го избегнувате сакавте- прашањето за 12 места по Ќе ви хоризонт. одговорам, бидете трпеливи. Еве, гледам дека инсинуирате, затоа ве Прва- прекинувам. Ве враќам не. на колосек, пошто ми забегувате лево десно. Јас сум апсолутно на колосек за забегувањето и за тоа ќе кажеме. Кој Повелете. забегува? И зошто забегува? И за тоа Повелете. ако сакате за забегувањето. Ајде, вратете се Добро, на добро. колосек. Така, ќе се вратиме Да и се вие на втушаме колосек. сепак, да. Значи, сме го преговарале тој закон за влада и таму децидно стои кога е со еден потпис, што е со два потписи,
а со 2 потписи само прашањата кои што се однесуваат на изборите, Добро. поврзани со кадрски, правни и финансиски. Одлично. Тоа е прва работа. Втора работа. Измените на систематизацијата во Министерство за внатрешни работи се прави или се донесува од страна на министерот за внатрешни работи. И тоа е член од закон за внатрешни работи и никој друг. Во тоа министерство тоа не го прави. Према тоа, јасен е членот дека министерот има право да распоредува на пониско, на повисоко ниво, согласно законот за влада, кој што е донесен, и такви места се направени и распоредени луѓе кои што мислам дека можат на најдобар можен начин тоа да го направат. Трета работа која што треба да ја знаете. Системот на кариера не е предвиден со закон. Во ниту еден член од закон, а би сакал, еве да цитирате член од закон за полиција или за внатрешни работи, 127. во кој што е предвиден системот за кариера. Добро. Туку системот за кариера е предвиден во правилникот, со донесен правилник од министерот за внатрешни работи, кој што е составен дел на колективниот договор. Така да, во тој дел апсолутно немате никакви аргументи. Сега во однос на местата, во однос на вработувањата и така натаму, Ако може малку само да... Не, само да довршам, па после ќе Ајде, кажам. довршувајте. Ќе довршам само и после тоа нема никаков проблем. Имате во однос на промената кој колку места Така. рипнал или така. Еве го вашиот систем на кариера. Од моето заминување 18 мај од Министерство за внатрешни работи. Добро. До моето именување на 2 септември во 2016 година сте распоредиле или разместиле вкупно 1480 не вашата партија. Аха. Не сум знал дека партијата распоредува, нигде нема печат на ВМРО ДПМН. Вработени 1482 вработени. И како ги распоредува? Во однос на раководните позиции, да ви кажам. Во Бирото за јавна безбедност на раководни позиции се поставиле 22 со 2 нивоа кои што прескокнуваат. 24 кои што прескокнуваат 3 нивоа. 10 кои што прескокнуваат 4 нивоа. 11 кои прескокнуваат 5 нивоа. 10 кои прескокнуваат 6 нивоа. 2 кои прескокнуваат 7 нивоа и 2 кои прескокнуваат 10 нивоа. Во УБК сте распоредиле 10 кои прескокнуваат со 2 нивоа, 7 кои прескокнуваат 3 нивоа, 6 кои прескокнуваат 4 нивоа и 7 кои прескокнуваат 5 нивоа. Ова е во ситуација во која што го немате законот за влада и ги правите врз основа на Закон за внатрешни работи и полиција и на постоечкиот колективен договор. Према тоа, дегутантно. Дали некој се пожалил на тоа? И срамно. Дали некој поднел нешто против тоа? Сега ќе ви кажам. Поднеле многу луѓе. Аха, каде се тие? Сега ќе ви кажам, дозволете да ви кажам. Не. Поднеле многу луѓе тужби. Поднеле многу луѓе тужби, многу од луѓето добиле пресуди и благодарение на оваа политика која што ја водите вие, 10,5 милиони евра пари од Министерството се одлејани по извршители и по адвокати за плаќање на вашите хирови. Како партија. Министерството за внатрешни работи нема никакви хирови. Не, партијата има хирови која што ги реализира, која што ги реализира, кои сега сакате да ги прикажете. Нити према некого е тоа реализирано. Апсолутно е тоа така. Значи јас ви кажувам на ниво на факти. Со презиме, на ниво на факти ви кажувам со име и со презиме. Вие кога ви одговара, тогаш ќе си го на најдобар начин почитувате законот за влада, а кога ви одговара законот за внатрешни работи или некои правилници. Значи, ниеден закон не е изолиран. Па така и законот за влада е врзан со законот за внатрешни работи. Значи, тие 15 места, ви напоменувам, треба да одат по систем на кариера. Тоа што вие сакате да се повикате на наводни професионалци, а јас ви ги покажав кои ви се професионалците, значи нели не се членови на не се членови на трибини, на конгреси на СДСМ и така натаму. Имате спор. Па и вие не бевте член на ВМРО ДПМН, така ли? И вие рековте не сум член на ВМРО ДПМН, ама станавте министер од ВМРО ДПМН. Вие зборувате вие се повикувавте на ГДОМ цело време. Тоа е точно. А сте член на ВМРО ДПМН. Јас станав Јас да ви кажам, вие бевте посматрач на ВМРО ДПМН на изборите во 2008 година во Куманово. Па немојте да ми кажу, си бил, како не? Да, апсолутно, на ВМРО ДПМН. Не е точно. На избирачко место
1041 и 42 во Куманово. 2008 година не живее во Куманово, Па без разлика што господине не живеете. Спасовски, Вие се и не оцелихте- бев член на ВМРО ДПМН. Вие се оцеливте 2007 година. Знам дека бевте на многу други партии членови, на Народна, на Обединети, пишувавте програми за едни, за други и така. Тоа ми е јасно. Тоа е Но сега ваш повторно проблем. лага. Не, тоа е ваш Не проблем. сум бил член на Обединети никогаш, но Не, нема сте проблем. сте Сега пишувале програма, сакате да ме наведете во приказката, тоа Кирил Митич ви го кажа како член на Обединети за Македонија кој дојде кај вас? Така? Тоа значи Говорете. дека- значи Кирил Ама Митич Кирил не е- Митич, чекајте, Кирил чекајте. Митич знам и од кој извор го има тоа Значи, добиено кој е неточен, односно Кирил го има Митич- изфабрикувано. Сакам да ви кажам, значи Ама Кирил Митич не е член на СДСМ, Не, потврди. член е сега на Благодарам, СДСМ. благодарам. Исто како што вие лажете цело време. Значи лажете, господине Спасовски, многу манипулирате. Видете, треба да имате малку основна култура и воспитување. Јас морам да ви го кажам тоа во очи, како другачи вие можете да ви да ми кажам. го кажете. Значи, За добро, тоа не треба да имате ја говорите вистината. треба да имате добро воспитување домашно. Па пред јас се. имам одлично домашно воспитување, господине не би рекол, Спасовски. не би рекол, не би Не, да бидете убедени во тоа. Не би рекол. Да бидете, јас никогаш не ја лажам јавноста, се извинувам, Имам Миша, никогаш не ја лажам јавноста со полуинформации, со дезинформации уште какви што неколку вие ги прашања. давате во Вие моментот. вие постојано Или како што работите против државата, креирајќи некои материјали за да обвините некого, и тоа и денес го покажувате. против Значи, државата тврдам, работи 2008 година не сум ВМРО бил во ДПМН. Куманово, нити сум бил на избирачко место. си бил, а И се оцелил може- од Куманово во 2007 година. Ја може- добро знам кога си бил, кога сме стоеле заедно Значи, јас многу на площадот убаво во ви Куманово кажувам- и се изборел против Никола Груевски исто толку жестоко И јас- колку Вие јас сте што сум од зборел. Куманово, двајцата? Не, И јас- тој е од Паланка, доселен во Куманово, јас сум од Куманово. Добро. И Ти ги си од знам сите Кратово тие. доселен у Паланка. Не, Ајде, ако апсолутно, така не апсолутно треба не. да зборуваме. Не, мојата Ајде, мајка- не, мојата мајка Нема проблем. по потекло од Кратово. Нема проблем, господине Имам Спасовски. уште Нема едно, две проблем, прашања. господине Не, сакам да ги Спасовски, кажувам, на кој што натресните сакам- превирања, во натресните превирања на ВМРО ДПМН на кои сакате да се повикате од 2004 За година, партиите подоста. ние тоа го имаме расчистено. За да И говориме за јас не Андонов, бев член на Спасовски. ниедна политичка партија кога настапува во ГДОМ. Андонов, Мојата Спасовски. покана да бидам министер во владата на ВМРО ДПМН беше Дајте израз на почит на мојата професионалност и искуство Дајте- во работа во Министерството за Видете, внатрешни Андонов, работи. Видете, Спасовски, може да ли да говориме не, за само да кажам. Министерството. Ве молам, господине Да говориме за може ли- Министерството за внатрешни може ли работи, една- тоа Немој да се тоа е од служите интерес за со граѓаните, дезинформации. партискиот живот, добро, него негирам, двајцата сте партиски поставени на позициите, да направиме само уште еден блок реклами, а потоа имаме едно прашање кој што сакам исто Јас така само да морам говорите. еден коментар да дадам, Ќе се направите, извинувам. ќе направите, Сите Андонов. измени кои ги направивте во Министерството за внатрешни направите. работи се во функција на изборите. И Не е од тоа точно. не може да побегнете. Тоа апсолутно не е Тоа точно. е потполно точно и тоа е факт. Тоа не е Има точно. има е спор околу тоа или нема? Дали Околу кој? дали има спор, судски спор, дали постои? Има. Добро. Значи јас покренав управна постапка Дали и се покренав? надевам дека ќе излезе затоа што Околу претходното кадовските смени, искуство, така? да, претходното искуство е такво. И не се служам со манипулации Добро. и ви ветувам утре како новинари ќе добиете од мене Добро. официјален преглед Види. на движењето во службата, Ти- што е малку некоректно така Добро. да се оди, но кога е Преку веќе дом. политичка приказка, Преку дом. ќе оди на сите луѓе Сакам да ти кажам дека- господинот Спасовски ги поставил. Преку дом, Дури не знае ни на кој место биле. преку дом ги манипулираш сите граѓани во Република Македонија Како, дека не господине си член на ВМРО Спасовски, ДПМН. јас ги манипулирам Па еве како, граѓаните. Им кажуваш дека не си член на ВМРО Да, ДПМН јас- цело време и дека немаш врска со партијата, на крај остануваш министер од ВМРО ДПМН, во Видете кој да што? кажам, ВМРО ДПМН има право да покани кого сака во владата, сметајќи дека тој ќе ја извршува најдобро функцијата која ќе му ја довери. А, или има- Ако тој Сите човек имаат сака право да да се- прифати, тој човек ќе прифати. Сакате да кажете дека никој друг од ВМРО ДПМН не се нафати 14 часа да биде министер? И мораше тоа вие да го Немојте направите? да бидете, Добро. немојте да бидете малициозни. Не, јас ви кажувам, Немојте да бидете малициозни. дали е тоа причината? Дека 14 часа никој не се нафати да биде причината за министер? прифаќање да бидам на оваа функција беше токму да Не, бидам добро, не на Секој ова. од своји да бидам причини дополнителен прифаќа, заменик. да не навлегуваме во Затоа што личните причини, некој ве молам. проценил во ВМРО ДПМН и Андонов, од интерес Спасовски, на значи, државата на Република Македонија ме Дајте замолил да да не ја прифатам навлегуваме таа во тие. функција. За Ве молам. 14 сата. Немојте, не само за 14 од интерес на сати. државата. Таа функција на која вие дојдовте благодарение на Политички договор политички договор и благодарение на скоро кој 90 нема- гласа во собрание, кој нема, вие сега, ја не го Добро, спорам добро. легитимитетот Не, во тој не е аспект, што важно. сте добиле Спасовски, 90. можете. Па колку На јас крајот добив е гласа во клишето. собрание, добив. Иако вие сакате да ме Па не е обструите. важно како ќе се дојде на позиција, Вие важно не како ќе дојдовте извршуваат како работите. политичка партија на власт на легални избори.
Вие ја урнисувате Ние- државата и ја Сакам да ви обструирате за кажам, да ние дојдете на власт. дојдовме, И не, ние вашата дојдовме во основна владата. поента е да бидете на власт, господин Наша- Спасовски. па видете- Зошто не излеговте на избори на 24 април? Зошто не излеговте на избори на 5 Ќе ви дадам и за тоа јуни? образложение, нема Нели? никаков проблем. Сакате да Треба знаете? да Чекайте, дадете образложение пред граѓаните, не Него мене, се мене ми е сад јасно зашто разговараме. тоа го правите. Не, Нема не, проблем, господин Сега ќе ви Спасовски. кажам. Да ми кажете, Сакате господин и за Спасовски. таа работа, ако сакате ќе ви кажам. Така, Прво, како што која опозиција- како чекай да ви што е кажам. нели МВР департизирано, па го користите не, кабинетот за не многу. департизирано. МВР А е вие сакате да го наводно департизирате, а МВР работи партизирано. сосема нормално, бре. МВР е целосно партизирано. можете така Во да- МВР нема раководна позиција, не само раководна позиција, туку 2 до 3 нивоа испод раководната позиција, ако не е ВМРО не сме да Спасовски. припари таму. Втора Господине работа. Спасовски, појдете од Околу- вашите помошници, па прашите ги кој од нив Околу- е член на ВМРО ДПМН. Па на ВМРО никој не е од моите помошници член. Од помошниците министер. Од помошниците Или вие не ги министри. сметате, Еве вие кој? сегашните помошници не ги сметате за ваши. Ворете? Не. Нема Тие се проблем. помошници- Кажете им го тоа на тие се- луѓето. Не, јас. Па кажете ми, јас Работам го и ве соработувам со нив, со сите. кој од нив е член на ВМРО ДПМН? Од Па пом- тие да се членови на ВМРО ДПМН, може би и ќе ве бойкотираат во работата како што вашите началници ме бойкотираат кога ќе отидам во Тоа посета говори на за вас. СВР. Тоа Вемо. говори за вас, Ма не не, говори тоа за мене. говори за наредбите кои сте им ги дале, па луѓето викаат, Тоа- луѓето ме Вемо. чекаат во канцеларија и вели Андоно. човекот, не смеам да се појавам да не ме сликаат, Андоно. после ќе има Андоно, последици. дајте Тоа само говори Можете за да вас. сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една господин минута Спасовски. реклами, а потоа да ги завршиме. Тоа Но- говори за мене дека на сите луѓе Вемо, сум им советувал да Андоно. бидат коректни, почитувајќи ја функцијата. Со Андоно. барање на Министер. службени белешки за Андоно. мислење дека ќе ги Не, јас суспендираш никога не сум се заканил дека ќе го суспендирам. Господа, Јас реков Не и јавно можеш. кажувам. Сакам да ви кажам Јас дека тоа од не можеш оваа да го функција направиш. Добро, ќе говориме за наредбите, па баш дајте ми можност. Поради непочитување на Да- функцијата која Андоно, ја извршувам. Немаш Андоно, право да да ве покренеш и прашам тоа за не можеш да го наредбите. направиш. Имам. Добро. Како што вие Добро, немате право Андоно. без мој подпис било што да покренете вон изборите и ви тврдам дека се што направивте по кадровските прашања е врзано Не, за изборите. вон изборите смеам све да направам без вас. Ајде, А за одиме. изборите со вас. Одиме со реклами, а потоа продолжиме понатаму. Имаме само уште 10 минути простор. Имав уште неколку прашања, барем уште две, ама не верувам дека ќе стигнам за двете. Едно беше едноставно, што на 14 ќе му кажете на Хан како функционира Министерство, дали до тоа ќе ги испеглате ставовите, еве, запамтете го. И второто е, ако веќе говорите за кој дава наредби, бидејќи јавноста не знае за секоја преземена акција, кој е тој што издава наредби, дали министерот, началниците, дали заедно ги договарате наредбите, и во таа насока, да речеме, последнава акција на МИТ, дали дојде од кај вас или не. Одговорете Видете. на било кој од овие две Да, прашања. значи првото прашање на господинот Хан кој ќе дојде ќе му кажеме реална состојба на функционирање во Министерството за внатрешни работи и нема потреба да ги представуваме розово или црно. А тој ги работи. гледа Тие ќе ситуациите, бидат веројатно знае. реално поставени. Во однос на МИТ, сакам да знаете дека е направено врз основа на наредба на основното јавно обвинителство. Тие имаат случај кој што го воделе од Министерството за внатрешни работи, од оддел за организиран криминал, каде што економскиот криминал е побарана асистенција да се изврши претрес на универзитетот. Тоа е официјалното и тоа е така врз основа на структурите. Наредбата ја има издадено јавниот обвинител, основниот јавен обвинител и има наредба за претрес од судот бидејќи се работи за универзитет. Тоа е официјално. Неофицијално се говори дека Андонов кумува на целата таа игра, ама тоа треба он да каже. Значи, вие фактички го демонтирате шпекулациите дека тој одмазда на Андона. На вистина шпекулации. Тврдам, за жал, ќе се вратам на ова кратко. Значи, по однос на тоа, кога ќе дојде Хан и ќе не праша што и како функционира, да, на вистина ќе му ја кажеме фактичката состојба, ќе му ги прикажеме аргументите и материјалните состојби какви се во фактичката состојба, па човекот сам нека оцени за тоа што и како е понатаму. Околу акциите на полицијата, господинот Спасовски може да се пофали со да биде запамтен по низа на тотални промашувања во однос на спроведување на акции во Министерството за внатрешни работи, како што беше дебакал на акцијата во Куманово, каде што
беа употребени големи политички сили, па ништо не беше ни најдено, ни еден човек не беше приведен. На која акција мислите? За така наречените мигранти ловење, како и да биде запамтен по тоа што го уапси единствениот градоначалник македонец во Албанија и тоа противправно. И сето тоа беше театрално, онака, прикажано пред македонската јавност, а се со цел да се прават манипулации. Мит да не го забораваме. Да, реков. Со оглед на тоа дека бе вработен на МИТ универзитет, ќе се согласам со господинот Спасовски дека јас морам да го дадам одговорот, бидејќи по некоја таква, не сакајќи функција, морам да дадам таков одговор, а не ми е пријатно да давам такви одговори, бидејќи навистина јас не знаев за акцијата која се спроведуваше, воопшто не бев информиран, и исто како и господинот Спасовски бев информиран од оделот за организиран криминал само во моментот кога тие веќе влегувале таму дека се превзема акција по службена должност. Значи никој не знае од Односно, основното јавно обвинителство си ги ангажирало организиран криминал. Јас ги прашав врз основ на што ве организирате и рекоа член 50 од законот за кривична постапка, каде што основното јавно обвинителство во целост си води некој случај и само бара асистенција од полицијата. И сега кога веќе јас, господин Спасовски, морам да образложам, навистина би сакал да ми вие одговорите што денеска господинот Пивоваров како вработен на МИТ универзитет бараше кај вас во кабинетот. Дали тоа беа партиски обврски, стручни обврски или беше барање за интервенција по однос на тоа што се случува на МИТ универзитет, а јас навистина сакам да бидам иземен од целата оваа работа, бидејќи и така премногу се коментираше по прашање на МИТ универзитет работи кои не требаше да се коментираат и господјата која тоа го прави цело време, собственик на универзитетот, ја упатувам тоа да го прави во јавното обвинителство и од нив да побара образложение зошто влегле, како влегле и што направиле. Спасовски, не рековте дека тој нема право да дава наредби, дека наредбите доаѓаат од кај вас, а се излего дека не знаете ни двајцата која дадат наредбата. Не, јас на база на барањето од основното јавно обвинителство. Не сте ме слушале внимателно. Наредбата ја даде основното јавно обвинителство. Да, но акцијата? Наредбата ја даде основното јавно обвинителство. Полицијата член 50 постапува. Мисли дека знаат граѓаните, не знаат. Не, па затоа објаснувам. Постапува врз основа на законот по наредба на јавен обвинител. Овде се работи за универзитет, побарано е и да има наредба од судот за влегување во универзитетот, за да може да се изврши. До кој оддел го даваат тие? Тоа го даваат до одделот за организиран криминал. И тие не може да барашаат вас, тие си постапуваат. Си имаат овластувања кои што им се пренесени од страна на министерот. И им се дадени овластувања на вработените во Министерство за внатрешни работи, односно на началниците, а овластувањата кои што си има обвинителот му се дефинирани со закон и врз основа на тоа се спроведува. Значи не сте ни вие ни Андонов. Јас затоа кажав, значи реалната ситуација фактичка е таа која што е основното јавно обвинителство, ја води целата истрага и таму треба да се бараат сите информации. Добро. Тоа е во однос на таа работа. Во однос на сите други ангажмани, сакам да ви кажам, можам да бидам горд само на сето тоа што го направивме минатиот пат, кога бев министер, апсолутно. И можете да манипулирате и да кажувате што сакате, меѓутоа знаете добро дека одредени информации не се споделуваат со јавност. Прва работа. Втора работа, апсолутно сум горд и на она што се случуваше во моментите кога се поставуваше крстот по бутел. Не дај Боже да бевте вие министер во тој момент. Може ќе се запалеше Македонија, односно Скопје, како што го запаливте Куманово. Сигурни сте тоа што го зборувате? Да, сигурно. Значи ме обвинувате на основано и ме обвинувате за конфликт, дека јас би предизвикал етнички конфликт. Само кажувам, не дај Боже. Браво, господин Спасовски. Не, само кажувам, не дај Боже да бевте таму. Кажавте тоа, значи. Тоа е првата работа. Со тоа ме обвинувате. Втората работа, изнесувате цифри, ја жалам. Токму како што вие, вашите професионалци од типот на Примислав, кој против кого се води постапка, ослободува сторители на кривично дело вооружени лица. Така како што вие сте коректни, ме обвинувате дека ја би предизвикал етнички конфликт. Ве молам, господин Спасовски. Во однос на финансиски средства што ги кажувате, јас жалам што не можам да ги објавам финансиските средства кои што ги имате дадено за кумановските настани, заради тоа што е државна тајна. Ама ветувам дека после победата на 11 декември владата ќе ги декласифицира овие информации, па и тука да видиме малку кој се земал пари и како земал врз основа на нова акција и како и на кој начин како
раководство како влада сте се однесувале Господине Спасовски, кога уште не беа изладени ни телата од загинатите бранители, македонски бранители, вие отидовте да се сликате заедно со Заев во диво населје со дигнати два прста со некои луѓе и без трунка срам отворивте меморијален куп на истите тие загинати. Зашто зборувате, господине Спасовски, молам, за каква декласификација, каде што луѓето кои животот го ризикувале добиле некоја бедна сума пари која била минимален надомест за тоа. Минимален надомест за тие кои биле повредени и ранети и немој да манипулирате повторно со јавноста, господине Спасовски. Јас сум жител на Куманово, живеам во Куманово и на мене ми е и текако важно какви се меѓуетничките односи во Куманово. И мене исто така. И знам дека граѓаните во Куманово, македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци живеат сложно и никогаш и благодарение на таа сложност не дозволија да пламне било каков конфликт ниту во 2001 година, ниту сега. Па добро, сега да не се враќаме на 2001 година, затоа што треба многу да продискутираме. Само што бидејќи она манипулативно односно има. Сакам да ви кажам, што тоа завршуваме, ве молам. Наистина ме интересира. Ме прашате во однос на Владимир Пивоваров зашто бил кај мене. Беше како пријател, испитвам по една вода и поразговаравме на некои теми за кои што имаме обостранен интерес. И сега декутантно е, значи сега јас знам например да ве прашам зошто Каракамишева денеска беше саат и по кај вас, дали ви ги пишуваше тезите за настапот денеска, говори и така. Па тоа се банални работи. Ние треба да разговараме. Да ви кажам зошто беше Каракамишева кај мене? Не ме интересира. Не. А може ли вие двајца да седнете некојаш на кафе? Најважно, не, седуваме. Ако ви е отворена канцеларијата, последнава недела немаме седнато за многу работи немаме седнато. Седнете зошто не се договорите за интерес на граѓаните да функционира. Сватив дека Оливер тоа што го зборува денеска се пишмени утре, дека нема став и дека немојте да го пласирате абсолютно без пласирате невистини. Јас ви потврдив дека јас зборувам со факти и зборувам согласно законот, односно го поддржувам законот, господин Спасовски. Јас би сакал многу, господине Љубиша, да можеме денеска да разговараме. Значи морам да ви кажам, господин Спасовски, како да зголемиме стандардот на полицајците. Како да можеме ќе го зборуваме, можеби на некоја политичка дебата. На место 520 бода да имаат полицајците 590. Многу лесно знам како. Да овозможиме на полицајците да имаат научам еден ден како тоа се работи. Не можете да научите заради тоа што вие ги оставивте полицајците без осведомитет. Вас ќе ве научам за блокирањето на тендерите кои требаше да се реализираат, па поради поместувањето на изборите не сакате. Вие не може да ме учите, господин Андонов. Значи не, многу можете од мене да научите, господин Спасовски. Од табула раза не се учи. Многу може да научите од мене. Јас сум сепак универзитетски професор и ве молам без лични навреди. Не, од табула раза не се учи. Од општина Куманово секретар не може ништо да научи универзитетски професор очигледно. Да прекинеме најдобро. Универзитетски професор на кој што му се поништувани дипломи. Никогаш не ми е поништена диплома, немојте да се слушате дезинформации. Денеска кажувате. Истото тоа што таа господја која тоа го кажува ја штитите и заедно со Пивоваров очигледно го работите тоа. Како ја штитите? Па не знам, се состанувате со професори од универзитетот, веројатно треба да положите зошто. А вие го рушите правниот факултет. Кој правен факултет? Без навлегување во приватноста на МИТ. Дали вие го рушите правен факултет? Вие не го штитите МИТ, вие штитите криминали очигледно. Дали денеска вие се сликате со криминалци. Па вие седите со криминалци, вас криминалци ве предложија за заменик министри и за министер. Со креирани информации кои ги дозволија 14 часа да бидете министер. И ако ништо друго, се навраќате на тоа што сте го креирале. Кога господинот Заев ќе одговара за собствените криминали, кажете? Тоа ќе го каже. Кога господинот Заев органите на господине Заев, органите на државата ќе кажат и за неоснованите обвиненија на господине Заев. Спасовски. Сакам да ви кажам една работа. Господине Спасовски, вие сте во се, господин Заев. Слушайте да ви кажам. Значи фотокопија негова. Ве молам, без лични навреди. И да ви биде чест и задоволство што сте господин Заев. Да ви биде. Сакам да ви кажам дека у целата оваа работа има една добра работа. Не е се така црно.
Многу е добро што ве видеа граѓаните како изгледате и што ќе правите кога ќе дојдете на власт. Вашите 14 часа министерување ќе ве однесат во книга на рекорди Гинисова. Добро. Видите, јас Добро, сум задоволен и завршуваме. среќен што бев и министер во нормална влада на ВМРО 14 ДПМН, часа а вие ќе се срамите што бевте привремен министер во влада за спроведување Добро. на избори, господине Јас Спасовски. Завршуваме. Нормално е дека треба да се Режија, срамам влада која што е криминална влада. Режија да не ги Значи и вие прекинеме сте криминалец, гостите така? на начин Господине не Спасовски, соодветен. ве молам, не знаете Антонов, понекогаш можеби што Спасовски. зборувате. Не, јас знам добро. Господа Не министра, знаете што зборувате. Благодарам што бевте гости во аргументи. Ви благодарам на сите аргументи што ги искажавте. Не ви благодарам за личните навреди, но и тоа е дел веројатно од дебатата. Ви посакувам сепак во интерес на граѓаните и на Министерството да најдете некој заеднички начин до изборите, Тој начин да, е најден, да го има во функционира законот и како ќе што биде. треба. Почитувајте го законот, дискутирајте за законот, Јас имате искрено се советници. надевам дека господин и Спасовски ќе го почитува законот. Ви благодарам, вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Благодарам. Благодарам јас нас. Скопје 2 дена се тресе. Кога дрма бегате? Професоре, од што може ова да не штити? За Чувате како продавање опција. орда двојазично се. Ајде нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часов, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.